Почитувани присутни, почитувана јавност, добро утро. Ја отворам 9-та редовна седница на Совет на општина Тишиново Облешево. Записникот од 8-та редовна седница, отворам претвес по записникот од 8-та редовна седница. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, записник го ставам за усвојување. Молам да гласаме. Гласаме. Бранче, ти можеш со кревање на рака. Излезат сите. Гледам.
Со 11 гласови за, констатирам дека записникот е усвоен. Отварам расправа по записникот од Комисијата за урбанизам и комунални дејности. Дали некој бара збор? Бидејќи некој не бара збор, записникот од комисијата го ставам на гласање. Кој е да молам на гласање? Бранче? За. Со 11 гласови за, констатирам дека е усвоен записникот од Комисијата за урбанизам. За денешната седница го пледувам следниот дневен ред. Под 1. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источноплански регион за 25 година. Втора точка. Годишен извештај за реализација на програмата на развој на Источноплански регион за 25 година. Трета точка. Предлог програма за изградба на модуларни станици за третман на отпадни води од 1000 до 3000-5000 жители. Четврта точка. Предлог одлука за избор на проект и собствено учество во реализација на проект Регионален центар за згрижување и контрола на популација на кучињата, скитници и ветеринарно здравство во Источен плански регион. Пета точка. Одлука за рушење на објект во Спанчево за проширување на гробни места. Шеста точка. Програма за одржување на паркови, зеленено, спортски и рекреативни површини 26 година. Седма точка. Измена на систематизација на ЈПКД Облешево. Осма точка. Измена на одлука за извршување на буџет на општина Чешина Облешево 26 година. Девета точка. Извештај за извршување на буџет на општина Чешина Облешево за 26 година во период од 1.1 до 31.3.26 година. Десета точка. Предлог за измена и дополнување на одлуката за основање на Општински совет за социјална заштита. 11 точка. Информација за формирање на местна самоуправа, основањето на местна заедница во село Спанчево. 12 точка. Барање за санирање на покрив куќа од Миријанка Димитрова село Скуларци. И 13 точка. Советнички прашања. Отворам претрес по дневниот ред. Дали некој бара збор? Повели Бранко. Благодарам, председателя. Значи, гледам, по втор пат се повторува околу дневниот ред од програмата за работа на Советот. По втор пат го немаме извештај за извршување на одлуки донесени од Советот на општината за период јануар-март, рок на разгледување април. По втор пат ја. Ќе имам уште една седница до крајот на месецот. Да. Во ред, благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој нема збор, дневниот ред го ставам на глас. Да започнеме со гласање. Прашав, ја отворив претрес. По дневниот ред. Ако имаш допълнение. Ако имаш допълнение. Ајде, повели Грозд. Благодарам. Почитуван гранчалник, почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувани вработени во општата администрација, почитувани гости. Имам предлог одлука за измена на одлуката за прво новороденче во општина Чешина Облешево, која гласи 6000 денара, да гласи 3000 денара, ама на секое новороденче. На секое новороденче по 3000 денара. Значи буџетот нема да претрпи измени. Разбрахте ме? Колку?
Благодарам. Ако можеш да ја поднесеш точката во администрацијата, да ја разгледат комисијата, па да ја разгледа комисијата, па да ја ставиме на дневен ред. Да. Ќе ја поднесеш точката. Благодарам. Бидејќи никој не разбар, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Бранче. Со 11 гласови за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Продолжуваме по него. Прва точка, годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански район 25 година. Го молам представникот да се произнесе. Благодарам, председател. Јас само би ве замолил доколку може, бидејќи се две точки за извештајот за работењето на Центарот и за извештајот за реализација на програмата, да ги образложам воедно, а доколку сметате за потребно да ги гласате поодделно, доколку не е проблем. Бидејќи горе-доле содржината и суштината е иста. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник на општина Чешиново Блешево, почитувани членови на Советот на општина Чешиново Блешево, дозволете најнапред да ви се представам. Моето име е Александар Николов, доаѓам од Центарот за развој на Источен плански регион и ево оваа прилика ја користам да ви ги честитам великденските празници, да ви посакам успешна работа, здравје и среќа. Претпоставувам дека сите од вас ги имате погледнато на најпрви материјалите за извештајот за работењето на Центарот и за реализација на програмата. Претпоставувам дека сите сте запознаени со работата на Центарот за развој на Источен плански регион, неговото постоење, неговата суштина. Центарот за развој на Источен плански регион е формиран во 2009 година врз основа на Законот за рамномерен регионален развој, кој е донесен во 2008 година, што значи дека постоиме некаде од прилика 17-18 години. Можам да ви информирам дека за овие години од постоењето на Центарот за развој на Источен плански регион имаме реализирано над 100 регионални проекти, со кои сметам дека имаме допринесено за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните од целиот Источен плански регион. Во однос на структурата на организационата поставеност на Центарот за развој на Источен плански регион не би должи многу. Би спомнал дека сме четири лица сме координатори за регионален развој, едно лице е координатор за нормативни правни работи, едно лице има вработено во бизнис Центарот за развој на Источен плански регион и еден е на функција директор на Центарот за развој на Источен плански регион. Во однос на проектите, значи од минатата година, бидејќи овде дискутираме за да ги разграничиме работите, значи имаме извештај за работењето на Центарот, каде Центарот е водечки партнер во некој проект или пак Центарот учествува како партнер во одреден проект, додека реализација на извештајот за реализација на програмата за развој на Источниот плански регион е всушност наша законска обврска е да секоја година правиме проценка на реализација на програмата за претходната година за целиот тој 5-годишен стратешки документ, тоа е програмата за развој на Источниот плански регион. Во однос на проектите, јас ви ги одвоил како структура на проекти дека изворот на финансирање може да биде од домашен извор на финансирање, односно од националниот буџет на Република Македонија и од меѓународни извори на финансирање. Овде имаме разни проекти од прекогранична соработка, од ИПА-2 компонентата, имаме од разни можности за финансирање од Европска унија и така натаму. Еве конкретно за претходната година можам за Чешиново Блешево да напоменам дека го имаме реализирано проектот што се однесува за
набавка на камион, односно за смет за собирање на смет за потребите на општина Чешина Облешово. Набавени се повеќе контењери во најразлични општини, изработени се повеќе анализи и така натаму. Во однос на минатата година можам да информирам дека се одржани вкупно 6 седници на Советот за развој на Источен плански регион и се реализирани вкупно 9 јавни набавки кои ги има спроведено Центарот за развој на Источен плански регион. Не би должил многу, доколку имате некои прашања, некои сугестии, некои забелешки или така натаму, би бил среќен да ги искомуницирам. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, извештето го ставам на гласање. Ви молам да гласаме. Бранче? Бранче за. Со 11 гласа за, констатирам дека извештајето е усвоено. Втора точка. Годишен извештај за реализација на програмата на Источноплански регион. Дали некој бара збор? Бидејќи некој не бара збор, извештајето го ставам на гласање. Молам да гласаме. Со 11 гласа за, констатирам дека извештајот е усвоен. Извини, ако сакаш, имам уште една точка, ако сакаш да присуствуваш, да присуствуваш. След уште една точка. Ќе ви објаснам еве на кратко. Значи се работи за Може да стоам, нели, не е проблем. Значи се работи за стационар за кучиња во Источниот плански регион. Тој проект помина на претходната седница за развој на Источниот плански регион. Претпоставам, знаете, тамо членови на Советот, сите градоначалници од 11 општини на регионот. Тој проект е како прв приоритетен проект и за тој проект веќе имаме поднесено целосна апликација до Бирото за регионален развој. Значи, секоја година до Бирото за регионален развој нашиот регион има определен фонд на средства за кој ние аплицираме и ги добиваме тие средства. Тие средства доваѓаат како според степеност на развиеност на планскиот регион. Најмалку развиениот плански регион, тоа е североисточниот плански регион Куманово, добива најголем процент на средства. Најразвиениот, тоа е Скопскиот плански регион, добива најмал процент на средства. Сега, што се работи за овој проект за стационарот за кучиња? Проектот е аплициран и очекуваме дека ќе биде и одобрен за финансирање. Проектот е составен во две фази. Првата фаза е да се изработи физибилити студија, која физибилити студија најпрво ќе покаже која локација е најсоодветна тој стационар да биде на која локација. Колку боксови за кучињата ќе бидат потребни, на кој начин ќе биде менаџирањето на тој стационар. И така натаму да не набројувам. Откако ќе ја добиеме таа физибилити студија, во наредна фаза ќе распишеме јавна набавка со сите критериуми што треба да бидат опфатени за изработка на техничка документација. Значи, овие средства во износ од 5 милиона и неколку илјади, секоја општина треба да издвои 61.133 денари за кофинансирање. Околу 1000 евра треба секоја општина да издвои кофинансирање. Тие средства не мора да значи дека на крајот ќе бидат точно толку тие средства. Ова збориме, значи, не за изградба на стационарот за кучиња. Овде збориме само за документација. Бидејќи за да го изградиме, на нас ни е потребно да имаме
еве како што кажав, на која локација ќе биде, колку боксови, цела комплетна техничка документација, урбанистичка документација и така натаму. И во тоа ќе биде првата фаза. После, откако ќе биде изработена целосната документација, ќе бараме средства за изградба на тој стационар, кој предпоставувам дека тие средства не би биле мали, би биле доста значителни. Значи, што е суштината за оваа точка, што е четврта, мислам, на дневниот ред? Како Совет, вие треба да изгласате одлука за кофинансирање во износ од 61.133 денари. Тоа е во суштина. Ако имате некои прашања, ќе почекам за да... Благодарам. Дали некој има прашања? Инаку, ова ќе биде долгорочен процес, значи, не е сега ние ќе изработиме техничка документација и дека овде ќе завршиме. Во искуство со другите плански региони, еве до сега има изработено такви стационари, регионални, збориме за регионални стационари за куќиња, има реализирано општина Кавадарци и општина Струмица има реализирано. И сега овде тие се соочуваат со одредени потешкоти и одредени проблеми во однос на функционирање на тие стационари, од која причина, бидејќи после во наредниот период, кога тој стационар ќе се изгради, секоја од општините во источниот плански регион ќе треба да одвојува одредени средства за функционирање на тој стационар, бидејќи стационарот ќе има, значи, вработени лица треба таму да има. Треба да има соработка со некои ветеринарни станици од планскиот регион. Тие куќиња ќе бидат третирани, ќе бидат заловувани, ќе бидат чувани. И тоа е така еден доста голем процес, меѓутоа и на ниво на цела држава во моментот е навистина и голем проблем со кој како и да е, значи мора да започнеме од некаде, па проблемите понатаму ќе ги решаваме. Тоа е нашата улога. Благодарам. Благодарам. Ако некој има прашање, да го прашаме, ако не да го слободаме да оде. Добро, можеш да одеш ти. Благодараме на вас. Преминуваме на трета точка. Предлог програма за изградба на модуларни станици и третман на отпадни води. Градоначалникот се произнесе. Благодарам, председателе. Во врска со оваа точка до вас е доставен предмет барање за предлог програма за изградба на модуларни станици за третман на отпадни води. Всушност ова е една правна основа за да продолжи процедурата за изработка на идејни проекти и проекти по оваа проблематика што ја зафаќа и нашата општина. Едноставно работата на Советот е да се произнесе дали ја прифаќа ова предлог програма, односно предлог за изработка на идеен и основен проект, техничка документација и други потребни следни чекори за да може да се пристапи кон изградба на вакви модуларни станици. Станува збор за станици по европски стандарди, кои што се веќе на некој начин прифатливи за сите општини во државата и мислам дека ќе бидат од голема корист за нашата општина, каде што немаме изработено проекти за изградба на прочитителни станици и понатаму да пристапиме кон секое населено место кое што има потреба од изградба на ваква прочитителна станица според потребите на граѓаните од тоа населено место. Значи, ова е само една почетна фаза од целиот тој проект на кој што Советот треба да даде зелено светло за понатаму да продолжи начинот на изградба на вакви прочитителни станици. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлогот програмата ставам на гласање. Ви молам да гласаме. Анче. За.
С 11 гласа за, констатирам дека предлог програмата е усвоена. Преминуваме на четврта точка. Предлог одлука за избор на проект за собствена научна реализација на проект Регионален центар за згрижување и контрола на популација на кучиња скитници. Веќе представникот се произнесе. Дали некој бара збор? Благодарам, председателе, бидејќи ова беше предлог одлука за која што се разговараше на Советот на Источно-Планскиот регион, каде што и нашата општина е член. И од страна на сите градоначалници едногласно беше констатирано дека ова е една потреба од регионален карактер со која што се засегнати сите општини од Источниот регион и Источно-Планскиот регион и да се пристапи веднаш кон начин за изработка на проект со кој што проект ќе се пристапи кон решавање на еден проблем со кој што се засегнати сите општини, односно се поголемото присуство на кучиња скитници по сите општини. И ова е само еден прв чекор кон реализација на тој проект за регионален таков стационар за изгрижување на кучињата. Се надевам дека ќе го имаме за најбрзо можно време, зашто задолжение и проблематика на сека општина, па и на нашата е да се справува со појавата на вакви кучиња скитници. И затоа сите општини беа согласни дека ќе земат учество за изработка на еден ваков проект, па и ние како општина се приклучивме кон таа иницијатива и барам од вас како совет да донесеме одлука за да влеземе и ние како дел од тој еден регионален проект за што побрзо решение на тој проблем со кучињата скитници. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. За. Со 11 гласови за, констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Преминуваме на петата точка. Одлука за проширување на објект. Отварам претрес по точката. Добро, тоа е за проширување. Напишем да е за проширување. Океј, Повели Грозде. Почитуван градоначалник, почитуван председателе, почитувани колеги советници, местната заедница на село Спанчево одржа состанови, како да кажеме, бидејќи како и во сите села и во нашето село се јавува проблем со немање веќе гробни места. Има едни стари објекти до гробиштетата и ние донесовме одлука тие да се срушат и да тамо да се направе нови гробни места. Се не знам, потреба од општината нешто ќе потражиме и веќина од селото, со луѓето, со трактори, со механизација која што има, ќе го направиме таа работа. Потребно да се донесе одлука. Благодарам. Фала. Повели Градоначалник. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа дека ваквото барање од страна на местната заедница беше доставено и до општината, и до мене како градоначалник и до службите на општината, инспекторите од општината излегува на терен и направија увид. Мислам дека записникот го имате доставено во материјалите од направениот увид. Всушност, самата реакција на ова не представува рушење, туку представува расчистување на веќе руинирани згради во склоп на парцелата кај што е се гробиштата во село Спанчево и во соработка со новоформираната местна заедница и граѓаните од село Спанчево, општината ќе даде допринос во целата оваа акција нивна. Тоа ќе биде акција од страна на самите граѓани, а општината ќе учествува во таа акција со механизација и дополнителни работи кои што ќе бидат потребни при самата реализација на расчистување на овој терен. Така да се создадат услови за минимум проширување на тоа гробно место и таа површина, која што во иднина ќе
барем за кратко ќе го реши проблемот со гробни површини во село Спанчево. Благодарам. Благодарам, гранчанин. Да, некој друг бар збор? Бидејќи никој не бар збор, одлуката ставам на гласање. Молам на гласане. С 11 гласа за, констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на 6 точка. Програма за одржување на паркови и зелено спортско-рекреативни површини. Го молам представникот да се произнесе. Благодарам. Програмата за паркови и зеленило е редовна годишна програма која секоја година се донесува на наш предлог од страна на Советот. Со оваа програма се утврдуваат активностите потребни за одржување на оваа дејност, како што се косење, наводнување на тревни површини, кастење, садење, нега на дрвца, чистење на јавни површини, игралишта, одржување на патишта и банкини и така натаму. Временската рамка на програмата е со трајање од 6 месеци. Иако тука има мало несовпаѓање, реално предпријатието работе сигурно 2 месеци повеќе надвор од овој временски обсек, меѓутоа формално е, значи, тај период од 6 месеци. Финансиската конструкција е дадена во финален износ, изнесува некаде околу 1.096.500 денари и ова е како крајна сума. Врз основа на тоа што се сработи од неа, ние секој месец доставуваме до општината ситуации со опсек на извршените работи и финансиска цена за тоа колку кошта и на тај начин се распределува износот во тие 6 месеци од важењето. Ако нешто имате прашање по однос на програмата, повелете. На кратко тоа би имал. Благодарам. Отварам претрес, кој бара збор? Повели Вранче. Благодарам, председателе. Значи, директоре, не е точно врзано со точката сега, меѓутоа, ова што ќе ве прашаме нешто делот на јавното предпријатие. Значи, прво што мене ми паѓа у очи, гледам сега овие што се комбинјат. Едно до зграда, друго покрај пат. Знаејќи состојбата финансиска на комунално предпријатие, мислам дека би било добро, како моја идеја, покрај пато, сега. Извинете, само не слушнав за што точно? Значи сега идам на тоа, покрај патот да се стави по некоја тезга, не во вторник кога е пазарен ден, значи секој ден се наредени комбиња. Комбињата, тоа Да, сега ќе дојдат камиони и нели? Кога би се ставила покрај патот некоја тезга, значи ке поштата таму тој дел, мислам. И кога веќе има тезги, овие не можат до зградата да стојат, значи мора да дадат на тезга. Не значи дека е работен ден, можно е секој ден, а тоа ќе си го платат секој ден. Значи зборам за да се нешто повеќе фати нели у делот на финанси. Како идеја ми е тоа, да ви го кажам. И како идеја ми е доколку држи место исто автопазар да се проба, исто додатни приходи, доколку сме во можност со една добра реклама. Тоа се мои сугестии, мои размислувања. Доколку мислите дека е сходно и потребно на управен одбор, ставете го. Доколку мислите дека не е, значи не е. И имам уште едно прашање до вас. Сепак се однесува до јавното предпријатие. Од одредени луѓе гледам дека веќе се стасани опомени за тужби за смет. Да. Сакам да ве прашам, значи, као одредени луѓе не се собира смет, немат задолжено канти
не се приклучени на канализација, а се должат, гледам сега, опомена пред извршител. Значи, сакам да ве прашам, значи не се собира смет, нема задолжено канти и минатиот состав исто имаше една ситуација, теранци беше, жалба. Јас имам пишувано, значи сега ми се повторува исто во облешува се, ако е потребно ќе кажам за конкретно за кого се работи, значи покажувањето е дека нема задолжено канта, не се собира смет, не е приклучена канализација, а му доаѓа сега сума негде околу 27.000. Тоа ми е прашање. Добро, еве поред на првото прашање. Не се согласувам дека прво, значи продажните места за тезги се, мислам дека се продажните места на кои може да се продава роба која е присутна на пазарите се регулирани со одлуката за комунален ред и во тој смисол локација наменета за таа работа каде што смее да се врши таква активност е единствено пазарот. Ние имаме ситуација да поготово пазарни денови надвор од пазарот се изложуваат тие импровизирани тезги што представува комунален прекршок и мислам дека тоа е и предмет на работа на комунални инспектор, тоа е класично, не продава на место кое не е определено за таа намена, меѓутоа тоа во целата таа гужва некако поминува незабележано. Што се однесува и на тој начин сакам да речам ние вршиме на некој начин нефер дискриминација на тие кои влегле во пазарот, кои платиле такса, додека овие имаат нелојална конкуренција од луѓето кои се излезни надвор од границите на пазарот. Инаку овие комбињата кои се присутни во сезонските делови, тие посебен проблем представуваат затоа што тука престојуваат поготово и по цели недели, исклучителна штета нанесуваат на јавната хигиена, не се регулирани на никој начин и како и да е, значи тоа е недозволена активност, а за да биде тоа регулирано, ако веќе ние сметаме дека има таква потреба и дека може да се дозволе таква некоја сезонска постување на тезги, во тој случај ќе треба за тоа да поразговара советот, меѓутоа како и да е да се дозволе на таква активност, а да немаме ние логистика во смисла на хигиена, за санитарни чворови и нешто, и вода, затоа што тие луѓе престојуваат перманентно преку цела недела, мислам дека тешко би било да се најде начин. Инаку во делот на приходите, тоа сигурен сум дека би било само символично, ништо посебно не би било со оглед на тоа дека ипак се тоа минимален број на продавачи, не би представувало некој приход за предпријатието. Инаку за вториот дел на прашањето за автопазар, тоа колку што јас знам, дури пред уште да бидам присутен во комуналното имаше една таква идеја, не заживеа, мислам дека не знам од кои причини, меѓутоа во денешни услови кога имаме автоплацеви намножени на секој чекор, не знам колку би била изводлива и колку би било некое функционално такво решение за автопазар. Меѓутоа, како и да е, ако може да се разговара, ако некој смета дека такво нешто држи место да се разгледа како првична идеја, може да се разговара околу тоа. И сега за третиот дел, за опомената, значи имаме ние процес на доставување на опомени до корисниците, по принципот да се опоменуваат сите и тоа кои така да кажам ги исфрли компјутерот, што имат неплатено сметки повеќе од една година. Значи тоа имаме ние законска обврска за такво нешто, а од друга страна и практично и функционално не можеме да функционираме ако се врши толеранција да луѓе, корисници ги плаќаат сметките после цела година и иако за тоа не рачунаме ниту денар камата, значи правиме ние максимална толеранција, и тоа во овој случај тоа нешто мора да водиме грижа да се ги прибираме сопствените приходи, затоа што финансиската ситуација во која се наоѓаме не е поволна и не обврзува на тоа. Сега, корисникот кој е
за кој станува збор, тука не можеме да отстапуваме, значи ние имаме јасен критериум по кој ги задолжуваме корисниците за смет. За разлика од водата, каде што секој ако смета дека има потреба, ќе се пријави за приклучок, ѓубренината не може да функционира така. И тоа е јавна дејност која мора да биде неселективна. Уште пред, мислам дека беше у претходниот состав, кога и вие бевте дел од Советот, на наше барање побаравме да Советот донесе одлука да сите во населените места каде што се собира ѓубре, сите домаќинства подлежат на таа врска, затоа што претходната ситуација имавме парцијална покриеност која е апсолутно неодржива. Не може 50% од селото да плаќат ѓубрина и да го дават ѓубрето кон комуналното, а 50% да го решават у собствена режија. Значи на тај начин тоа е најбрзиот начин за создавање диви депонии и ѓубрината е нешто што и законски и по одлука на Совет мора да функционира анблок за сите субјекти, како правни лица, така и како физички, така и правни лица. Од друга страна, тие случаеви на кои не им се собира ѓубре, ние не можеме со сила да ги го земеме ѓубрето. Меѓутоа ние ги присилно задолжуваме за тоа што треба да сватат самите дека тоа е обврска од која не може да бидат иземени и на крај крајва да сватат дека ѓубрето треба да го предават таму каде што му е местото. А обврската за ѓубрина, како и сите други што се задолжени и што ја плаќаат, никој нема право да биде ослободен и да биде иземен од тоа нешто и да не ја плаќа без разлика колку лично смета, дали создава ѓубре, дали нема, дали има. Ѓубрето не е нешто кое може да се измере и да се реално тарифира. Тоа е рамна тарифа и функционира паушално и мора да биде за сите исто. И во тој дел имавме проблемот беше многу поеклатантен низ годините, постепено со овај систем на работа, многу луѓе сваќајќи дека тоа е нешто од кое не може да бидат иземени, се интегрираа во системот и сега се редовни плаќачи и останаа некој многу мал минорен број на корисници кои стварно, значи нема никаква основа да бидат нити иземени, нити толерирани, дури мислам дека треба да ги проследиме и до комунален инспектор. Ние ги задолжуваме и тоа прашање е како тие го решаваат нивното ѓубре. Ако не го предаваат ко комуналното, значи не може да не создаваат. Значи тоа ѓубре завршува некаде на бројните диви депонии кои ги за жал ги имаме на секој чекор. Тоа. Благодарам. Дали има прашање? Значи, глес, ја морав да го поставам ова прашање, значи се повторува неколку пати на неколку места. Малку така ми беше нелогично, знаеш, за неизвршена работа неколку да должиш. Мислам, тоа ми беше дилемата сега, значи нема никој ништо сработено, јас треба да платам. Тоа беше. Меѓутоа задолжувањето е врз основа на закон и врз основа на одлука. Тоа и кај нас кога стигнуваат такви реакции, ја го поистоветувам со задолжувањето за такса за улично осветлување. Значи, дали кај тебе има улична светилка, дали тај корисник живее во странство или не, на него на сметката за струја секој месец му стигнува такса за улично осветлување. Колку е тоа користено, колку не е, исто нема начин да се измери. И ова е еден вид, луѓето треба да сватат дека тоа е еден вид такса која тоа не е такса, туку е услуга која треба да ја почитуваат. Благодарам. Дали некој друг бар збор? Повеле Гроздан. Благодарам, председателе. Почитувани директоре, кантите јас знам 2010-11 беа донација. Сите граѓани не беа задолжени со канти и некои немат канти и ѓубре да го фрлат од други канти или вие у селото што има контейнерите, а не знам дали доваѓа за наплаќање. Ако нема, па преземете мерки, задолжете и со канти да не фрлат секаде, и ја не знам дали се должат сите. Некои ме изгледа не ги ни должите. Добро, вака сега, кантата не е нешто што е задолжително. Кантата е опрема, индивидуална опрема, која е обврска на корисникот. А ако не сака да си обезбеде канта, ѓубрето треба да го изложи во денот кога се собира во некој импровизиран сад. Нема правило дека мора да биде канта. Така е најидеално.
Меѓутоа не е задолжително. Инаку кантата е индивидуална опрема која си ја набавува секој. Како што водомеро за да. Инаку донацијата која беше, тоа беше донација 1000 канти во проектот кога беше набавката на комуналното возило и тогаш беа тие без пари и беа делени без пари. Меѓутоа тоа не е обврскан нити на давателот на услуга да го обезбеде корисникот со канта. Значи тога е имало можност, ние ги понудивме, сите што сакаа да земат и што се пријавија, најголем дел сега идеално 100%, веројатно никогаш не може да биде, меѓутоа имаа можност да земат. Надвор од тоа, дополнително после тоа имаше населени места кои накнадно после тоа се вклучуваа во системот на собирање ѓубре и тамо кантите секаде беа давани на рати да се ги купат. Значи ние ги набавувавме, меѓутоа не ги нудевме како поклон, туку се купуваат на рати. И така е и во сите останати комунални предпријатија. Секој што смета дека комуналното едноставно му нуди шанса да е таа опрема набаве на рати, да биде некој вид улеснување за разлика од продавница каде што треба еднократно да ја плати. Да. Дали некој друг разбор? Бидејќи никој не во разбор, точката ставам на гласање. Молам да гласаме. Да, забрав. Со 11 гласови за, констатирам дека програмата е усвоена. Преминуваме на седмата точка. Измена на систематизација во ЈПКД Облешово. Повели директора. Тука се работи за една ја би рекол повеќе ажурирање на систематизацијата отколку некоја суштинска измена и дополна. Систематизацијата која е сега на сила е донесена кога стапи на сила и новиот закон за административни службеници и вработени во јавен сектор, а тоа е од 2016 година и од тогаш наваму не е менувана. Во меѓувреме потребите на предпријатието, структурата, вработените се менувале во од и практично имаме некој расчекор, како да кажем, помеѓу постојчите позиции на кои се фигурираат вработените и реалните задачи кои ги тие извршуваат. И во тај смисол ова е еден вид на, како да кажем, прв чекор на воспоставување на еден пофер пристап спрема внатре, спрема вработените, затоа што и покрај тоа што ние константно сме обременети од финансиските проблеми, нефункционалности. Од друга страна, ипак сме институција која треба да ја возможи на вработените и кариерен напредок и фер третман, што е пракса во сите други институции, па вклучително и комунални предпријатија, а ние сме некој посебен пример да како е затечено, како е отпочнато, нема никакви поместувања, што мислам дека е нефер однос спрема луѓето. Од друга страна имаме дополнително едно место е ново отворено место е управуваш на скип или тоа е багерист, значи тоа е нормално кога во моментот кога правиме систематизацијата немала таква машина, сега имаме машина која ја користиме често, отвараме место за таа позиција, тоа ќе си попуне со внатрешно прераспределување. Од друга страна очекуваме да добиеме и второ комунално возило, отвараме ново место, втор возач на камион. А додека има сега тука една околност, зборот ми е за местата покрај тоа што има нови отворени и места има кои се укинуваат. Значи тоа се укинуваат празни места кои се формирани, меѓутоа никогаш не се биле пополнети, а реално и можностите тешко дека дозволуваат во блиска иднина да бидат пополнети. Меѓутоа има една околност кај систематизацијата да може да држите празни места најмногу 50% од бројот на пополнети места. И затоа ние сега кога сакаме да воведеме нови места,
Тоа повлекува од друга страна укинување на оние постоечите кои се нефункционални и во таа смисла е промената. Благодарам. Тоа би имал. Отворам претрес по точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој нема разбор, ставам на гласање, молам да гласаме. Ще не е гласал. Констатирам дека со 10 гласови за и 1 воздржан, измената е усвоена. Благодарам директора. Атка исклучи го тај микрофон. Преминуваме на 8-та точка. Измена на одлука за извршување на буџет на општина Тишиново Облешево за 26 година. Представникот влезе и го молам да се произнесе. За точката за одлука за извршување на буџет за 26-та имаме некои забелешки од страна на Министерството и мора да ги изменеме. Значи, тоа е бројот на члено наместо 29 треба да се замени со 28, наместо вкупни приходи од трансфери дефицит со суфицит и некои такви технички грешки што се направени. Дел од наша страна, дел се испуштени и треба да се донесе нова одлука. Благодарам. Дали некој бара разбор? Бидејќи никој нема разбор, ви молам да гласаме. Со 7 гласа за и 4 воздржани, констатирам дека одлуката Крозде, јас гледам тука, не. Поминуваме на 9-та точка. Извештај за извршување на буџет на општина Тишиново Облешево 26 за период од 1.1.31.26 Повели Ивана. Извештај за извршување на буџетот за првиот квартал од вкупно планирани приходи во буџетот на општина Тишиново Облешево за 26-та. Значи имаме планирано 165 милиона 504 529, наплатени се 36 милиона 815 085, што представува извршување од 22%. Од вкупно планираните расходи во буџетот на општина Тишиново Облешево 165 504 529, извршени се 49 милиона 980 090, што представува извршување од 30%. Моменталниот долг е 26 милиона 395. Кредитот што требаше да се плати у март се уште не е платен, меѓутоа ќе биде платен во наредните 10 дена. Ако некој има нешто конкретно да праша за некое конто, да образложиме. Отварам претрес, дали некој има разбор? Бидејќи никој нема разбор, предлогот за измена и дополнување го ставам на гласање, молам да гласаме. За. Извини. Со 7 гласа за и 4 воздржани, констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 10-та точка. Предлог измена за дополнување одлука
за основање на Општински совет за социјална заштита. Отварам претрес по точката. Ќе се презенесете? Ајде, гранчално се презенесете. С оглед на тоа дека од претходниот совет ова комисија која што е била формирана, на дел од членовите во тој Општински совет за социјална заштита им е завршен мандатот, им е престанат мандатот со оглед на тоа дека повеќе не се советници. Као градоначалник предлагам двајца нови лица кои што ќе бидат членови на оваа комисија. Тоа се вработени во двете училишта, ново вработени во двете училишта како дефектолог и психолог. Магдалена Спасова Лазарова, дефектолог во Климент Охридски Облешево, и Кети Филипова, психолог во Страшо Пинџур Соколарци. Превидејќи овој совет за социјална заштита е тело кое што ќе работи со проблематика во делот на социјалната заштита, мислам дека најсоодветно е со овакви кадри да бидат пополнети тие места и затоа ги предлагам овие две лица за нови членови во тој совет за социјална заштита. Благодарам. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, ви молам да гласаме. Со 10 гласови за и 1 воздржан, констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на 11 точка. 11 точка е информација за формирање на местна самоуправа во село Спанчево. Отварам претрес по точката. Повели Грозде. Благодарам, председателе. Местната заедница од село Спанчево, мислам граѓаните од село Спанчево на 21 март 2026 година одржаа состанок на кој беше присутен и градоначалникот и доволен број на граѓани за избор на председател и членови на местна заедница. Изборот е извршен и треба да се донесе одлука да е валидна местната заедница. Толку. Да дополнам дека бев присутен на собирот на граѓаните. Иницијативата е од самите нив. За председател беше избран Тони Трандафилов и членови на советот Антонио Стојанов, Борче Наков, Лазе Петров, Даниел Миладинов, Дејан Петров, Владимир Миладинов, Борче Монев, Оливер Минов, Деви Стојмилов и Горан Илиов. Така да апелирам и до останатите местни самоуправи, местни заедници од населените места да го следат примерот на местна заедница Спанчево и да пристапат кон избор на вакви тела во локалната самоуправа, кои што се надевам ќе ја подобрат пред се комуникацијата на општината со населените места во иднина и ќе допринесат за полесно организирање на активности што ќе се организираат во самите населени места. Примерот е самото населено место Спанчево, кај што веќе самата местна заедница успеа во претходниот викенд да направи една позитивна акција во која што во голем дел беа подобрени пристапните патишта, пристапните полски патишта во атарот на село Спанчево. Ваквите акции се за поздравување и нека послужат за примери на останатите населени места, каде што со вакви иницијативи, со вакви активности, граѓаните на општина Чешиново, Облешево и населените места ќе покажат дека се заинтересирани за подобрување на условите во самите населени места. Секако дека општината ќе вложува максимални напори да биде дел од тие активности и да ги помага и финансиски и материјално, за да во иднина покажеме дека потребите на граѓаните се реални и во решавањето на нивните проблеми ќе учествуваат и самите тие, како иницијатори и реализатори на решенијата за проблемите кои што ги имаат во своите населени места.
Овие позитивни примери, уште еднаш ќе кажам, апелирам до сите местни заедници, до сите облици на здружување на граѓани, да бидат примери и да ги следиме и во иднина да пристапиме кон ваква реализација. Благодарам. Благодарам. Не. Преминуваме на 12 точка. Барање за санирање на покрив куќа од Миријанка Димитрова. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Помоли го началник. Бидејќи лицето и директно беше дел од разговорите со мене како градоначалник и во службите во општината, со барање дека има потреба како социјално ранлива категорија на лице од општината за пристапување кон санирање на покривот од низината куќа, кој што е во лоша состојба. Во меѓувреме тоа барање е подкрепено и со излегување на лице место на дел од службите, кои што констатираат тие реални лоши состојби на објектот во кој што живее оваа личност. Но со цел да правиме еднаков пристап кон сите граѓани на општината и да не дозволиме да вакви пракси поминуваат и во иднина и се доставуваат во Советот, јас би апелирал до вас како советници да апелираме до ваквите граѓани да не оптеретуваат општината и Советот на општината со барања кои што се навистина поединечни, односно се однесуваат на поедини личности од населените места. Барањата кои што се од круцијално значење за поголема група на граѓани од едно населено место или од општината или за еден дел или за едно населено место, не можеме да ги исповетуваме со личните барања на секој еден граѓанин од општината. Без оглед на тоа дали се работи за социјално ранлива категорија или за лица кои што навистина имаат ваква потреба, особено во делот кај што треба материјално да се делува на терен. Затоа што е многу тешко да се процени колкав дел се од оштетувањата и со колкави средства треба да влезе во општината во самите тие реакции. Затоа јас предлагам конкретно за овој пример, за овој случај, имам разговарано со општествено одговорни компании кои што се спремни да помагат на социјално ранливи категории и се дел од нашата општина и дел од државата. Тие компании се во редовна комуникација со мене како градоначалник и се подготвени да помагаат на вакви или слични вакви ситуации и ќе пристапам во иднина кон ова барање директно да биде реализирано од страна на некоја од тие општествено одговорни компании кои што ќе се приклучат на овој повик и ќе помогнат во санирање на проблемот на конкретно ова лице кој што има поднесено барање до општината и до Советот. Затоа едноставно не да го отфрлиме како барање од лицето, туку да го предложиме за реализација од други извори на финансирање или донации кои што доаѓаат во општината, па да се решават на таков проблем овие лични барања од некои од граѓаните од социјално ранливи категории. Благодарам. Значи, мислам дека ова барање ќе го проследиме до тие општествено одговорни фирми. Повеле Грозде. Благодарам, Сатар. Сакам да се надврзам на дискусијата на градоначалникот и да му дадам подршка на градоначалникот во неговото излагање. Ваквите случаи не се предмет да ги решава општината, значи има институции што се грижат за социјални случаи. Општината нема финанси. Значи ние имаме многу вакви случаи, воопшто ако почнеме, значи ќе биде селективно, не ден ќе се реши, ден нема. Благодарам. Повели Бранко. Значи, според мене сега фактички имаме ние два предлога. Едно барање доставено и другото е предлогот на градоначалникот. Мислам дека по правило треба да ги ставиш и двете на гласање. Реално е тоа. Значи, имаме барање, имаме друг предлог. И се става на гласање. Да не направиме забуна, значи според мене барањето е прифатливо, но
проблематичен е начинот на кој ќе се реализира тоа барање. Значи, вие како советници нормално дека или ќе го прифатите или ќе го отфрлите тоа барање. Јас како граначелник да ви кажам дека ваквите барања се прифатливи, но предметот, односно изворот на финансиските средства не би сакал да бидат од рамките на општинскиот буџет и од програмите кои што се предвидени за финансирање на вакви барања, туку да ги пренасочиме кон друг начин на реализација на овие барања кои што се однесуваат за индивидуални категории на граѓани, а пред се однесуваат за материјални потреби на тие истите граѓани. Така да, значи, барањето е прифатливо, но изворите на финансирање да не се оптеретуваат од рамките на општинскиот буџет, туку да бидат пренасочени кон општествено одговорни компании кои што ќе бидат доброволци во извршување на ваквите барања на граѓаните од општина Тишиново Облечево. Да. Благодарам. Тоа го реков ја. Имаме два предлога. Едниот е на градоначелник, другиот е по основ на барање. Стави на гласање доколку го поддржат советниците предлогот на градоначелникот, не е проблем. Што е проблем? Значи имаме две барања сега. Барањето е едно, Твоето е друго. барањето е едно и е прифатливо, но начинот на финансирање на тоа барање, односно реализација на барањето е така како што јас го предлагам. Градоначалникот ќе се заложи да најде да го реши проблемот, да најде други. Пак треба согласање. Значи пак треба Предлагам ова барање да го повлечеме од дневниот ред. Да го повлечеме барањето. Точка. И преминуваме на последна точка, прашања, советнички прашања. Повелете кој има прашање. Повели Владко. Почитуван председателе, почитуван градоначалник, почитувани советници, предлагам трите деца кои загубија по еден родител во пожар во Пулс да бидат целосно ослободени од паќање од градинката. Да ги помогне во овој најтежок период на нивните семејства. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа дека во овој момент немам точни информации за тоа за колков број на деца станува збор. Се разбира дека ние во неколку наврати донесовме одлуки во смисла на тоа да пристапиме кон сочувство или помош на сите настрадани во дискотеката Пулс. И многу неблагодарно е да ставаме знак прашалник дали треба или не треба да и се помага на таков тип или категорија на луѓе кои што се застегнати со оваа катастрофа. Прифатливо е барањето, но ќе мора од службите на општината да дознаеме точни податоци, односно точна бројка на деца кои што се засегнати со оваа проблематика, односно сместување во градинката и да најдеме начин како тоа ќе го според законот, според правилникот за работење и на градинката и на општината, на кој начин ќе биде решен овој предлог, односно ова барање од страна на советникот. Значи, како барање е прифатливо од моја страна, апелирам до советниците да го прифатиме, но од друга страна мора и да го заштитиме правнички, да тоа барање биде во склоп и на законите и правилниците за работа на градинката, да не направиме некој административен проблем со самото тоа. Значи да барањето биде условено со тоа што ќе биде разгледано од службите и во општината и во градинката, управните одбори и да се пристапи кон реализација на овој тип на барање од советникот. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Повели Бранко. Прашање до градоначелникот. Градоначелник, значи, една прилика
во една прилика на една од електронските медиуми имаше кај подпишувате договор, мисли чини со министер беше, за пренамена на амбулантата во детска градинка. Ми е прашањето, значи, во чива собственост е амбулантата, кога се веќе подпишуваше, нели, договор за пренамена, значи во чива собственост, дали е на медицински центар, дали е во собственост на општината, пошто еве случајно тамо негде кога се реновираше амбулантата, знам негде беше период 2005 година, преку UNDP мислам дека беше, значи амбулантата беше комплетно реновирана со аптека и беше амбуланта со мали хируршки зафати. Значи донацијата беше, да, преку UNDP беше. И сега гледам дека вие имате подпишано веќе договор за пренамена во детска градинка. И тоа ми е прашањето, значи во чива собственост е амбулантата за пренамена веќе во детска градинка? Благодарам советниче на прашањето. И добро е вака да бидат прашањата упатени на јавни седници на Советот, за да можеме да ги рачистуваме, а не преку социјалните мрежи, кај што одредена категорија на луѓе гледам дека сакат да направат само промоција или популарност пред граѓаните, но сигурен сум дека тоа граѓаните го препознаваат и знаат да го ценат така како што треба. А овој објект кој што вие како советник го нарекувате амбуланта, не е амбуланта, туку е објект во собственост на општината, како и многу други објекти во самата општина. И уште во претходните мандати и на Советот и на градоначалникот пред нас е предложен како локација или објект на кој што е можно да се направат проширување на капацитетите на градинката. Нормално дека како еден од граѓаните на општината и како сега како градоначалник се согласувам со тоа што го имат донесено претходниот совет и градоначалници и дека неминовна е потребата за проширување на капацитетите на градинката, а овој објект е во составен дел или е соседен објект на постоечката градинка во населено место Облешево и е проценет како најдобар објект на кој што може со најмали инвестиции да се направи проширување на капацитетот на градинката и токму затоа е за поздравување и чекорот на Министерството за труд и социјална политика, кое што е под чиишто ингеренции е самата градинка и под чиишто финансирање ќе влезе целото ова проширување на тоа објект. И јас сум сигурен дека и јас сум горд и среќен на тоа што ќе го направиме во блиска иднина, а и треба вие како советници да бидете среќни и горди дека ќе проблемот со листи на чекање на деца за во градинката ќе биде конечно решен во најбрзо можно време и во најскоро можно време ќе добиеме проширување на капацитетите на градинката, токму таму во тој објект кој што вие го нарекувате амбуланта, а воопшто не е амбуланта, туку е затворено веќе децении наназад и како здравствен објект и е префрлен во собственост на општината. А воопшто не станува збор за здравствени капацитети кои што претходно можеби биле сигурно амбуланта, но сега не се амбуланта како што сакате вие да го кажете. Благодарам. Благодарам. Значи, беше амбуланта, да расчистиме, преку UNDP, точно кога беше донацијата преку UNDP, беше по основ на проект донацијата за амбуланта со проширени дејности, односно мали хируршки зафати. Пошто бев тука, значи го знам проблемот сега. И ми беше прашањето, значи, вие се базирате на одлука од поранешниот, ако добро ве разбрав, совет. Океј, фала. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Бидејќи нема, констатирам дека сите точки од дневниот ред се исцрпени и ја затварам 9-та редовна седница. Ви благодарам за присуството.